Не само на едно место да държиш и мала и само на едно место да пукнеш. Сега снимам malo. Ако снимай. И ова што трчавме што онакве сме, ако и Сега снимай. почнем да снимам malo. Да се види два кабинава. Одлично. Амака само ќе го зумираме. Ти знаеш се, ако ќе дојде пример онде, и ќе ги зумирам. Зумираш тука. Чепуња, провери на камерава све е во ред наместено. Ај види. Ева све. О, господиня Александра, како сте? Вистина? Баш не знае. Дома, ali ste? Sonja, vi vidio namještenicu? Ajde, prestani da se šegуваš so mene, pa ti znaš дека тие зелки
се во собственост на лошата вещерка. Знам, много убаво, знам дека се не изини. Па кога веќе знаеш зошто и понатака сакаш да јадеш, унизините зелки. Затоа што навистина сакам да јадам зелка. А не само јас, туку и моето мало бебе. Тоа сега е навистина, голема лага. Не, лага, верувај ми. Лага е. Драг ми мажу, ако ме сакаш, Те сакам. и ако го сакаш ова бебе во мојов стомак, оди и донеси ми зелка. Не. Ти си кукавица, да, кукавица си. Но ти навистина немаш појма што све може да се случи ако ме фати таа проклета вещерка. Сигурна сум дека нема да те фати. А освен тоа, јас никогаш не имам ни видено во нашава близина. Ама разбери, женичке, дека не сакам да рискирам за една зелка. Сакам, навистина сакам да јадам салата од зелка. Сакам и не само јас, туку и моето мало бебе. Значи ти мене и бебево не сакаш ни малку. И сега мислам дека јас може и да умрам ако не јадам. Но запомни, ако умрам јас, ќе умре и моето мало бебе. Навистина со вас жени не може ни гаволо да излезе на крај. Добро, ке одам. Таков те сакам. Ајде, доста се излезуваш, ќе дојде газдарица. И што ако дојде, досега работевме. Треба малку и да се одмориме. Добро, навистина треба да се одмориме, но не овде, за да не види. Леле, сестро, толку многу лепавме, а не најдовме ниту еден црт или глиста. Во право си, воздух ќе огладнеме јадејќи вештачки од вештеркана. Тогаш ајде, да направиме еден круг на нивава со зелки и можеби ќе најдеме нешто. Да, дојдеме, ајде. Абе, што беше ова? Здраво, Страшило. Здраво. Како сте? Добро сме. Дали има некој проблем? Повторно дојдовте, а? Не, нема никаков проблем. Дојдовме да побараме. Дојдовме да провериме дали добро ги чуваш зелките. Се разбира дека добро и чува. Ево, погледнете и сами, ми е на нефали. 1, 2, 3, 4, 5. Да, навистина, ние не фали. Кога ви велам дека све е во ред, Добро. Ајде, сестро. Ние две треба да си одиме, зашто треба да ги посетиме и другите ниви. Да, ајде. птици, Што е сега? Што сакаш? кажете и на вещерка на... Што? Ништо, мислев на газарицана. Кажете и да не се грижни за селки. Нешто добро и чува. Добро, ќе кажеме. Ајде, сестро. Ајде. Знаеш, сестро, дека јас не му верувам на Страшилово. Јас не му верувам. Ајде малку да го наблюдуваме. Ајде. Добро е, си заминаја. Добро е што си заминаја, но со овие две морам да бидам многу предпазлив, бидејќи многу големи шпиуни се. Се стемнило. Може да одам. Колку ми е страх. Ми се сега го ме фати таа проклета вещерка. Зелки, ево ги зелките, како да вземам. Леле. Од страх срцево ми слезе во петиците. Јас си помислив дека е вещерката, а тоа било мртво Страшило. И не сум мртв. Како е тоа можно? А Страшилово треба да отслаби. Па е, што и самиот гледаш, жив. Мене вещерката ми направи
reče da ja ne sam zelka, a ako ne, bebeto može da umre od gladi. Pa dobro. Nek je za bremena žena, ki to ostam na zemlji. No, samo pobrzo, zašto da ne dojde vešterka. Mogu ti blagodaram. Jasna moja ta žena... Kole, bele, da Dobro, ete taka žena, povrzo da me nema obokle. Ете така. И аз направих едно добро дело. Видов, сестро, видов. Ajde da kažem da ste... Da ga zari tata. Ajde. Јас сум најзлобната, но сепак мора да има заменик кој ќе го продолжи моето зло, нели? Да, заменик. Сестро, не била вештерка. Ajde da pojdeme i da й кажеме да појдеме. Госпоđo газданице злобна. Мола? Што рече? Ах, мој сестро, немој да греди. Господица, а не Господја. Да, господица. И уште еднаш ако погрешиш, ќе те претворам во жаба. Цел век да живееш во баран. Да, во жаба. Разбирам, госпогице злобна, од незлобните злоби. Ајде сега, кажувајте зошто сте дојдени. Господице, замислете страшилото. Што страшилото зборува? Страшилото на еден човек му дозволи да земе зелка од нивата. Мола? Како е тоа можно? Господице презлобна, да одиме да го пратим. Бидејќи страшилото му рече, ако му треба уште зелка, да појде, пак ќе му даде. Морена шотупа, тоа не е ваша работа. Сама ќе си извршам работата. Да, секако дека сама. Тоа страшило, што не е страшно, пак ќе го претворам во слама. О, колку е убава зелкава. Ваква зелка немам никогаш јадено. Јади, мило мој, јади. Сега сигурно си задоволна. Да, и тоа многу. Само ти се молам, немој повторно да ме пушташ да земам. Не, никако. Многу сум задоволен, што се вака добро се заврши. А и жената моја е задоволна. Разбира заради малото. Ох, леле. Жено, што ти е? Зошто си пожолтена? Не можам, лошо ми е. Мила моја, да не почна да се породуваш. Ма не е тоа проблем. Не е време за породување. Кога што е проблемот? Кажи ми. Ми се јаде уште зелка. Така ми кажува ти бебево. Ама драга, па ти ми рече дека... Реков, но сега ми се јаде уште повеќе. Сакам зелка. Добро, смири се. Почекај до вечер. Сега е се уште ден. О, мило моје, ти навистина имаш прекрасен татко. А што видиш, сестро? Јас и ти уште еднаш кога ја пребараме љубава. Да ја пребараме. А, еве се пак овие. Сестро, дали нешто забележа? Не, ништо не забележа. И јас исто така. Па, кога нема ништо, ајде да си одиме. Да си одиме. Олеле, почувствував како некој да е позади мене. Добро е, никој нема. Добро вечер. А, ти си бил. А па, јас си помислив дека е вештерка.
е, što nema nikoj. Pa ja si rekao, znaš, moja ta žena. Ajde, dosta su toga. Ja, ti, toj, nije, vije, tije. Tu kaži mi što sam. Uštena zelka. Ušte jedna zvilka, znači ja? Poveke nema da dođa. Dosta. Evo da godina ljubav. Do moje venoze od korne i bera. Dobro. Ova zelka je nam istina teško da se otkorne. Targaj! A da probam ja s druga. Nema druga trganicata. Dobro. Ova zelka je nam istina teško da se otkorne. Targaj! No moram! Targaj! Moram zaradi sebe! Sakaš da kradeš od moje vezelki, taka li? A ti ovdje si potpuno beskorisna slama. Ne, mi se molam, ne. Prostete mi vi se mola. Ne, nema da ti oprostam. Odlučim da dokaznam sekoj onoj što će pokušati da ukradi nešto što je moje. Što? Zarem na vistina ke me kaznete? Da, taka je. Naprimer, možem da te pretvoram u bilo kakvo životno. Ama nemojte vi se molam. Nema izbor. Moja ta žena je bremena. Pa mi reče da je odnesam zelka. Sakaš da kažeš дека не се работи за тебе, туку за твоята бремена жена. Da, taka je. Jaz na vistina ne saka. Ama ta me natera. Тогаш, ако е така, можеш да вземеш колко што сакаш селка. Na vistina li? Ајде, земај. Много ви благодарам. Но, во замена ќе мора нешто да ми ветиш. A što това да ви питам? Еве вака, кога ќе ми се роди бебето, ќе ми го дадеш мене. Јас да го одгледам и јас да го усреќам. Повеќе и од незината вистинска мајка. Ама вие рековте... Добро. Ако не можеш тоа да го направиш, ќе те претворам во куќе. Дали ти се допаѓа чувството да бидеш куќе? Не, ви ветувам, ќе го направам тоа. Тогаш, земај зелка колку што ти треба и губи се одовде. Dobro, ženo, зарем ни малку не ти е грижа, тоа што и го даде ветувањето на лошата вещерка. Не, ни малко. Нема потреба да се одржи такво глупаво ветување. Не знам дали си го право. Имаме многу убаво бебе. Дечи се хране во добрие селки. Ох, добро, девојце на тато. А бъци. Ти рекол кажеш, воопшто не требаше и не треба да се грижиш. Ево, поминаа 6 недели, а никој не дојде и вештертата нема. Без потреба се плашеше. Не знам, може би ти имаш право. Чекай, дали слушна? Па што тоа што требаше да слушнам? Дали слушна како некој да тропна на вратата? Не, ништо не слушнав. Ах, гледај сега да не може би таа проклета вещерка. Ма не, тоа може да биде некој комшија. А јас сепак да проверам. Ајде. Добро е. Нема никој. Сигурно мене ми се причинило. Да, сигурно така. Што се чудите? Како се договоривме аз и ти? Јас ја земам. Ви се молам, немојте да Ама ви се молам, немојте да ја земате. Вие се уште сте млади, па можете да имате колку што сакате деца. И да ги храните со
еден ден ќе забравите на млади девојче. Па не ли ти реков дека ќе ни ја земе? Не верувам. Златокоса, спушти ја косата долу. Добре дојде, бабичке. Да, ти си многу добра девојка. Јајде сега ти се молам, отсвири она песна што секогаш ја свириш. Добро, бабичке. Што е Златокоса? Што се случува? Јас, Кажи Златокоса, што се случува? јас сакам да нешто да те прашам. Но вистина ли? Хајде тогаш да разговараме. Што сакаш да знаеш? Дали сум твоја четка, бабо? Повторно ли ќе зборуваме за тоа? Ще овој пат, бабо, но добро да ми ја објасниш. Запомни и повеќе немој да ме прашуваш. Слушам. Јас не те имам родено и не сум твоја мајка. А тогаш која е мојата вистинска мајка? Не знам која е. Но ти се молам, раскажи ми зошто тогаш ти си ме одгледала? Јас, драга моја, од секогаш сакав керка, онаква каква што сум јас можам да одгледам. Па нели јас правам се она што ти сакаш и ти е по волја? Досега, навистина беше така, но така треба да биде и од сега, нели? Да, бабо, но... Не разбирам Златокоса, што е тоа, Но, бабо, сакам да знам дали за секогаш ќе живеам во оваа кула. се разбира дека е така. Сигурно не се осеќаш усамена. Еве, јас секој ден ти доаѓам по косата. И ајде сега, ти се молам продолжи да свириш. Да, бабо, така е, не сум осамена. Мислам дека беше доволно. Ајде сега, спушти ја кошата па ја почни. Добро, бабо, до гледање. Каде излезе ова старица? Но, по-добро е да се сопијам, да не ме види. Златокоса, крени ја косата горе. Си заминам. Ништо не ми е јасно. Тука немаше ни врата, ни прозорец. Сакам да влезам внатре. Како? Да, ми текна. Ке се преправав дека сум старица. Но чекам. Таа кажуваше нешто злато, коса. Како ти беше? Чекам, ми текна. Мислам дека беше Златокоса.
Па да се обидам. Златокоса, спушти ја косата долу. Ах, тоа сигурно е баба ми. Нешто заборавила, па се врача назад. Ова е навистина многу убава златна коса. Сепак, ништо не разбирам. Но да се качам горе, таму ќе добијам одговор за се. Што е ова? Веле човек, тоа маш. Ви се молам, немојте да се вознемирувате. Ама шекајте, кажете ми, како сте вие? О, честно ми е. Јас сум принц од оваа земја. Принц? Јас ништо не разбирам. Еве веќе неколку дена, како ја слушам твојата музика, и си реков да морам да откријам кој свири толку убаво. Што тоа? Што потоа? Потоа отвара врата за да влезам, но немаше и жалбата да ми се исполни. И? Потоа ја видов старицата. Аха, тебе? Не видов. Јас ја видов како се качува и слежува по твојата коса. Знам дека не е пристојно што ја шпилира. Затоа те молам, прости ми. Но како? Зошто јас? Се надевам дека не ми се лутите, но верувајте, јас бев магица во вашата музика. Јас сум многу изненадена, затоа што ова е прв пат да видам машко и тоа во моја близина. Прв пат видаш машко? Како тоа? Баш кажи ми, која си ти? Јас за мене не знам ништо. Која сум и од кого сум и од каде сум. А што знаеш? Знам само дека ми го гледам. Оваа старица што ја виде. Значи, ти се вика Златокоса. Не знам дали така се вика. Златокоса, сакам да ти кажам дека си многу убава. Истото музиката што разбираш. Што? Јас сум убава. А што е тоа убава? Да, убава си. Мислам дека си најубавата девојка на целиот свет. Златокоса, толку барав девојка како тебе. Морам да ти признам дека сум заљубен во тебе. Не знам што е. А и што значи тоа? Но ако е убаво, и јас сум заљубена во тебе. Но не размислиме што понатака. Верувај, никогаш нема да те напушти. Па еве вака. Секогаш, кога ќе доаѓаш, носи ми свирен гајта. Свирен гајта? Да, за да направам од него скала, за качување и слегување. Па кога ќе ја завршам скалата, јас ќе слезам по неа и заедно ќе одиме во твојот дворец. Да, но мораш да бидеш многу внимателна, да не те открие твојата баба. Немој да мислиш на тоа, бидејќи овде има добра скрипница. Значи така, ќе побегнеме, а твојата баба нема да дознае во тоа како успеавме. Леле, ако дознае, сигурна сум дека ќе се случи нешто многу страшно. Се стемнило, а и звездите се појавиле. Јас не ќе можам да патувам во мојот дворец. Те молам, те може ли тука да останам вечерва? Не знам. О, не! Се разденило! Се роби нов ден! Баба ќе ти стига, то пред да се роби. Знам, еве, бързам! Твоята коса Златокоса.
Пуштија косата долу. Море сега ќе ја видиш ти злата коса. Зошто си се покрива? Те молам, откри се. Што се чудиш? Гледаш ли? Твојата млада повеќе не е овде. Како? Златокоса, Златокоса. Може би нема да го видиш нејзиното прекрасно лице. Што? Да не ја имаш убиено? Но што можеш друго? Ох, како можеше да и го направиш тоа? Му немаш оттупа. Но јас не можам да живеам без неа. Му немаш да те нема. Јас не гледам. Ништо не гледам. Цел живот да ја бараш, нема да ја најдеш, бидејќи си слеп, ништо не гледаш. Но јас ќе ја најдам. Кога ја? Што, душичке? Многу ти благодарам, Душо. Ќе ми помогнеш ми заедно да ставиме хајбата? Прошто? Ете, многу ти благодарам. Готов си? Мамо, може ли да си мојаш? Секако дека можеш, Душичке, оди. Отлично. Сега ќе можам повторно да свирам убава музика. О, години помина, а нема трага глас од мојата Златокоса. Јас морам да бидам упорен, бидејќи нешто ми кажува дека се уште е жива. Чекај, ова музика некаде ми е позната. Добар ден, цичко. Кого барате? А што си ти, девојче или момче? Јас сум едно девојче со сестри. А, девојче, можеш ли да ми кажеш каде доаѓа ова музика и кој ја свири? Да, знам. Тоа е мојата мајка, свири на харфа. Дичка, кажи, како се вика твојата мајка? Мојата мајка се вика Златокоса. Златокоса? Да, Златокоса. О, Златокоса, на крајот сепак те најдов. Молам, што ми се? Ништо. А, можеш да ме одведеш кај твојата мајка? Секако, може. Ајде. Пази, тука има голем парк. Почне си ја песна. Мамички, погледни, се бага дечиска. Мојчичко? О, па тоа е принцот. Златокоса, дали си тоа ти? Принцу, о, колку се радува. Но те молам, кажи ми,
почнав да гледам. Колко се радувам, Вечерко, Петиечичко, колко човек ти е ташко. А що да правам? Работа нема. Па не треба сите заедно да ми помогнете да дообразуваме повеќе земја. Храбро, има и поголема верба во Господа. Јас никогаш не губам вербата и не се откажувам од него. Како и досега, така и понатаму. Помогне се. На вистина, слава да му е вечна, што и после првото што го немаме, не израдува со овие три. Но на вистина би сакала да знам што стана со неа, каде и што брат. Немој да плачеш. Велки ке чуеме нешто и за неа. Сега слушна те и ви, а што прати се да не разбира? Тогаш ние ќе ја мрачаме и ќе разбереме зашто се работи. Мамо, сакам да те прашам. Дојдовте
свети името Твое, да дойде царството Твое, да биде волята Твоја. Принцу, погледни. Молам за потуша. Каде да погледна? Погледни таму, принцу. Колку убава пријатна гледка. Целото семејство заедно руча. Да, на вистина, тоа е прекрасно. Ами, Постојано сонував и јас да бидам со моето семејство. Заедно да му се радуваме на живот. Но, мамо, нели сме сега и ние двете семејство, кои се радуваме на живот? Си имала среќа што не пронајде татко ти, па че имаш весело и безбрижно детство. Но јас ја немав таа среќа да растам со моите родители. Се молам за потуша. Немој да плачеш. Се ќе биде во ред. Мамо, Молам, черко, што сакаш? ќе можете да ги замолиме на луѓено да ми дадат вода, жедна сум. Секако дека ќе ги замолиме. Ајде. Добар ден, добри луѓе, пријатен луѓе. добар ден. Добар ден. Повелете што ви треба. Минавме долг пат. Водата ми се потроши. Но мојата черка ожедна. Ако сакате да ми дадете да се напием, Па како може да не сакаме? Секако дека ќе ви дадеме, а и ќе ви наполниме и за попат, ако имате уште за патување. Имаме. Треба родиме до првиот замок. кај кога одите? Кај неговите родители. Тоа е нивно царство, а мојот наш е принц. Па милоние, обредете, седнете, отворете се. Ако сакате да ви дадеме нешто и за јаде, Јадење имаме доволно. Може само малце да се одмориме и да ни наполните вода. Ајде, черки, брзо донесете вода. Многу убави черки имате. А колку деца имате? 3 сме детко-3. Но еднушка е слушнав мајка ми. жено, ајде ако сакаш, додека разговараме. Направи ни една салата од зелка. Доста лажу, 100 пати ти имам речено, тој збор да не го изговараш. Кој е тој збор? И зошто толку ме вознемирува? Зелка. Доста, ви се молам, немој. Но ви се молам, госпожо, смирете се, немојте. Не можам, кога ќе го слушнам тој збор, се подсетувам на случката. А за каква случка се работи? Ма остави, не е важно. Мамо, те молим сите. Собери си ли разкажи ми. Да, те молим. Па еве вака. Кога се седнахме со мојот маж, од голема љубов јас забременив. И тогаш... Така кога се породи, таа проклета вештерка ми ја зеде мојата прва ќерка. И од тогаш не знам ништо за неја. А мене една вештерка ме турна во грмушки со трње. Јас ослепен. Чекајте. Сигурно се работи за истата вештерка, што мене ме одгледа. А јас на крај успеав да побегнам. Значи... Што, жено? Што значи? Како што? Па вашето бебе што го зела вештерката. Сум јас. Значи вие сте моите родители. А ти си нашата ќерка! Моите сестри, Латна на него! Како што? Сега ќе одиме сите заедно во мојот дворец. Таму да живееме. Мајко, татко, ќерко, внучке, бако. Сете! Ајде, земете не, ќе ви служиме. Те молам, мамо. Што велиш, мажу? Те молам, те молам. Да ги земеме? Ура!
Poleka ovdje na site vaka. Što su mene kečap? Imer, Poleka, Imer. Daj majonezu. Eto ti sad. Ne kri se. Ne. Ja sam puna uspjeva. Da vidime što jajte vije tukaj. Jajme. Ja dok ne me nabudu. Така? Da. Razmjerno. Ajde komentar za vidime za jedenjето. Majonez da imаше малко повече. А може би ти го подложи до мен? Ами я, како не отпреска, нема дай. Ще ме користаш, да. Malo nođeto. Razlo je. Majonez Čo ti je tebi? Ideš iz tega prije. Čo ti je? Ima trećina tatko ne vam. Čepo? Fatija se? I da sedma ja? A se znajte kje su bil tukaj, majko mu stara. Mene ima njega. Mlati se ovdje kada se čekni na soriki. Ajde, na zdravje, za uspjeh i povoljim da imam. Ja, na zdravje. Znam.